Добро ни дојдовте во најновото неделно издание на наша сцена. Во минутите кои што следат ве покануваме да бидете заедно со нас. Одвоивме избор на посебни интервјуа, од кои со Боби Спасенцовски, Екстра Бенд Плюс, Елена Јовчевска и Оркестар Маестрал. Причина повеќе за да бидете со нас. Гледајте не. Ова наша сцена ќе ја започнеме со интервјуто на добро познатиот музичар Боби Спасенцовски.
почитувани гледачи, гостин во денешната емисија е господинот Боби Спасенцовски, познат музичар на нашата фолк естрада. Добро ни дојдовте. Добро најдов. Благодарам за поканата. Благодариме, задоволството е обострано, се надевам. Ајде да започнеме најнапред, што е најново кај вас? Најново, значи нова песна, веќе е готова песната. Ја немам промовирано, чекам да се договориме со вашата продукција, со ин продукција, за да снимиме спот и би сакал да со таа песна и да се направи нели и една промоција и со тоа да го затворам вториот албум. Значи во тек е и уште една песна, уште еден настан кој што треба да се случи сега во петок, а тоа е фестивалот Роса. Во тек сум во снимање со песната. Таа би требало да ја снимиме за 2-3 дена, еве јас денеска сум гостин во Охрид, меѓутоа утре здравје мислам да ја испеам песната и мислам дека ќе стигнам. Подготовки нели за фестивалот, сценски она другото имаме се, веќе се договоривме со музичарите што треба да гостуваат на песната, нели околу музичари, околу свирење, околу кавали и сите тие работи. Сценскиот настап останува нели јас да си го средам со мојот стилист. Така. Значи, кажавте ќе настапувате на фестивалот Роса. Така, тоа ми е трет пат до сега на Роса. Добра соработка имаме, интересен фестивал, ете да можност нели да се појавам со нова песна и со нешто што одвојува од она што јас нели го промовирам и го преферирам нели како пејач. Обично значи јас сакам поп, фолк песни од тие песни, значи издвојувам со кои песни нели ќе направам спотови. Гледам 90% на сите да правам нели спотови. Ова е, како што кажав, ќе се повторам, значи можност да промовираме една песна во етно, значи за прв пат јас. И мислам дека ќе биде интересно. Така, колку Боби сака да се појавува на фестивалите и дали ги одбирате фестивалите? Не ги планирам во текот на годината, еве јас морам да се појавам на Роса, на Филиграни или на Валандово. Се е тоа некако спонтано. Оставам просторете нели спонтано да се случи нели да видам дали ќе имам песна, не би сакал јас нели на сила го пазарев фестивалов Валандово и сега јас барам песна. Ова испадна навистина е, како што кажав, спонтано, песната веќе ја имав. Го имав демото, нели, осмислено што треба да се пее и како треба да изгледа текстот и како треба да изгледа музиката и излезе можност дека можам да одам на Роса повторно. Значи неспорно, значи може да се случи, меѓутоа не ги планирам фестивалите, мора на тој фестивал да се појавам. Првенство ми е значи добра песна, првенство ми е добар спот и нели промоција на песните по медиумите. Како ќе ја заокружите оваа 2016 година? Па успешно, неколку песни, многу настапи. Настапите претежно ми се во Скопје поради моите обврски, затоа што сум професор во училиштето со деца со оштетен вид, таму предавам и не би можел многу нели да излегувам, се појавуваат постојано некои настапи кои што за сега во Европа, каде што добив понуда за неколку дискотеки да настапам, меѓутоа се некако се проблеме моето нели отсуство на работата и за мене првенствено значи нели да бидам тука присутен, а си имам работа нели во Скопје и во Македонија. Така, значи кажавте главен проблем, односно причина е вашето отсуство. Така. Што на делот на турнеите, настапите, надвор од нашата земја, можеби дали имате покана добиено? Па да, како што кажав, значи неколку покани оваа година за Швајцарија, за Германија, тоа се неколку престижни дискотеки каде што нашите соседи од Србија настапуваат. Сум во план, мислам дека тоа ќе се случи оваа 2016 година. Минатиот месец требаше, меѓутоа веќе имав ангажмани договорено во Скопје, дискотеки кои веќе претежно, значи дискотеките ги договараме месец дена порано и не можеш да го откажеш нели тој настан. Се потрефи така, неколку пати. Еднаш, значи се случи да моравме да издействуваме за ден-два, нели да отидам јас во Германија, меѓутоа и тоа го откажавме заради многу беше брзо, нели? Сега веќе
ги спомнувам цело време Германија и Швајцарија. Тој е човек кој што доаѓа на мои настапи. Се одушевува од тоа, нели, што јас го прикажувам и тоа што го пеам. Сака македонски песни. И он е иницијатор, нели, јас да настапам во тие дискотеки каде што клубови. Тие се клубски свирки, не се како овие што се, нели, турнеите како што моите колеги ги преферираат, нели, на македонски забави. Значи тоа се клубски свирки каде што се свири интернационална балканска музика. Токму тоа сакам да ве прашам, кој е репертоарот ваш на еден ваш настап? И што повеќе преферирате, што повеќе волувате? Јас сум пејач каде што ако се најдам во друштво на пензионери, можам да се прилагодам и да пеам, значи, македонски староградски евергрини. А ако се најдам во клубска свирка, дискотека, тогаш, значи, сум Аца Лукас, Так. и Северина и се остало. Адаптирате веднаш на Така, да. ситуацијата. Оние што се кафичи каде што ги пееме во Скопје, тие се, нели, поп фолк, поп музика, љу музика, пеам и нешто странска музика, не многу затоа што претежно публиката бара ова што е актуелно, ново. Свадби исто можам да кажам, значи функционирам со бенд, група Момат. Тоа е мојот бенд кој што еве неполна година веќе функционира. Оваа година бевме доста активни, имавме многу свадби, веќе и снимивме некои проектчиња. Се надевам дека и на Роса, мислам дека ќе се договориме, ќе ги договорам дечкиве затоа што ми е многу кратко времето за да настапиме заедно. Со нив планирам да снимиме уште неколку лайв проекти и со тоа мислам дека оваа 2016 година би можел да ја закружам успешно затоа што имам своја група, свој бенд, неколку проекти со групата, неколку песни со индивидуално јас и искрено се надевам дека вашиот продуцент Ване, еве го поздравувам, дека ќе успеам да го договорам за 2016 и да имам уште еден спот. Така, плодна соработка имаме, значи, со нашата ИНТВ. Колку сте задоволни на тоа поле, значи, во поглед на снимените спотови? Имаме добра соработка. Секогаш она што јас ќе им го предложам, претежно сценаријата давам идеја јас, меѓутоа тоа што кога они ќе го согледаат и ќе ми го кажат како, нели, сугестија, го прифаќам затоа што они имаат големо искуство околу тоа и секогаш добиваме еден добар производ, барем јас така мислам. Задоволен сум од спотовите, задоволен сум од тоа организацијски, значи каде ќе ги снимаме, на која локација, брзо действуваат, многу се брзи се и брзо ги монтираат спотовите и го имаме производот многу брзо. Така. Сакам да продолжам да соработувам, значи до сега имам само еден спот снимено со друга продукција, останатото е се со ИНТВ. Така, колку може да се живее од музика во нашата земја? Па може да се живее не нешто, не можеме милиони да направиме, меѓутоа можеме за еден лагоден живот. Така. Солидно. Околу 30 на дена ни остануваат до крајот на оваа година и почетокот на наредната. Каде Боби има пазарено тезга? Така. Се уште сум во преговори. Најверојатно е ресторан Александар. Се видовме се слушнавме поточно со газдата на ресторанот, меѓутоа он има некои си негови обврски кои што мора да ги неодложни, и мислам дека овие денови јас ќе се договорам и дека ќе го договориме тоа. Имавме повеќе понуди, одлучивме да бидеме пак повторно во Скопје. Таму веќе 2 години поред сме во тој ресторан. Само минатата не бевме и веќе ни е позната публиката, познат ни е репертоарот. Ние сме си како дома таму и функционира се безпрекорно. Така, како професионален музичар, околу ваш став, околу забраната на ЗАМП, она што е актуелно веќе подолг период во нашата земја, на музички план? Па не знам, не се чувствувам баш компетентен за нешто да тоа е да одговорам на ова прашање. Мислам дека е на штета на општо на целата држава, на штета на пејачите, на авторите. Мислам дека тука треба некој што наистина подобро се разбира,
нас да не подучи, а ние да го поддржиме и да се реши овој проблем. Би требало да се реши веќе затоа што наистина срамно е во Македонија да не се пушта македонска музика. Така. Господин Спасенковски, ви благодарам за вашето учество во Интава. Ви благодарам и на вас. Благодариме. Во продолжение да го проследиме интервјуто од мојата колешка која што го имаше со Екстра Бенд Плюс. Екстра Бенд Плюс од Кавадарци гости во нашата емисија. Дечки, здраво и добре ни дојдовте. Работите на нова песна, која ќе имаме можност да ја погледнеме и слушнеме тука примерно во нашето студио. Па ајде нешто повеќе околу таа песна. Да, така за премиера и за промо, нашата нова песна излезе пред 2 дена и така да во вашата емисија да ја промовираме. Снимена е во Скопје, кај Љупче Соколовски. Така, како е насловена? Ај се слеќа свадба е песната, така се насловена. Дали за скоро време да очекуваме и видеозапис за оваа песна? Секако, значи, дали
сега пред Нова година или после Нова година со вашата и продукција. Така. Сме во план да направиме и видеозапис. Дали имате одредена локација каде би можел да се реализира видеозапис? Сето тоа ќе го одредим после, се договориме каде ќе биде, може во Кавадар, може тука ќе биде. Работите напорно, знаеме дека имате снимано и препевано и други песни, но ајде да им откриеме на гледачите колку време постоите на естрадата. Вака, сега на естрадата сме неколку години заедно. 2 години работиме заедно. Јас како соло, како женски вокал настапував и претходно на фестивали. Така да имате ваши песни? Да. За сега имам 2, оваа ми е трета, дуетска заедно со колегата Висне. Настапуване имам со 2 песни. Едната се вика Веселба на Лешочкиот фолкфест во Тетово, а другата е на Роса фест во Скопје. Така, дали би настапувале еве како заедно со бендот, дали би настапувале повторно на фестивал? Да, секако. Доколку излезе нека добра песна, Тоа не е во план. Така, Да. зашто да не. Какви се ангажманите за новогодишните празници со оглед за тоа дека веќе еве еуфоријата почна? Па веќе сме презафатени со ангажмани. За Нова година стапуваме во Уни Палас двојката во Кавадарци. Така во истиот состав? Да, во истиот состав, фул состав сме, комплет. Пред Нова година исто така има неколку ангажмани по ресторани, по кафичи низ Неготино, Кавадарци. Така. Цело време сте ангажирани низ Македонија, но што е со настапите надвор од Македонија? Дали настапувате надвор? Па се уште не сме биле, еднаш само дел од колегите беа во Германија, другите Но зашто да не? правиме некои напори, ама уште не сме имале таква прилика. Така. Екстра бенд, колку песни имате за сега? Испеано, препеано, со оглед на тоа дека... Па имаме доста е долу. песни препеано, не сме ги бројали. Значи имаме едно или Преку 20. Да, едно или две CD направено со препеани песни, а ова ни е сега нас прва песна, авторска. Веќе почнувате да работите со Да. авторски песни, дали да очекуваме албум? Да, нормално. Значи, сега ова е прва, понатаму че Ке следуваат Да, и други. Така, напоменавме што е актуелно, што следува, но што гледачите да очекуваат наредно од екстра бенд? Па, нека биде изненадување за гледачите. Така. Јас предлагам да ја слушнеме новата песна и се враќаме во студио. Mila sestra, no sre
Ја слушнавме новата песна Ај со среќа свадба, навистина прекрасна песна. Јас се надевам дека за скоро време ќе добие и видеозапис. Сакам да ве прашам, пошто вашата колешка напомена дека 2 години работите во овој состав заедно со неа, но колку Екстра Бенд Плюс постои на естрадата? Така, ние функционираме во овој состав веќе 6 години, со некои мали измени нормално, како и за секој бенд. Така, тоа е добро да се Да, случува секогаш. Во нашето студио ќе имаат гледачите можност да слушнат уште една ваша песна, покрај таа која веќе ја погледнавме. Како е насловена таа песна? Песната се вика Веселба, ја исполнува Сара Камчева. Така. Сара, кога е работена песнава? Колку Песната е пред 2-3 години. така снимена? Да, Дали снимена имаше е. видеозапис? 2013 мислам дека беше на Фолк Фест, Лешочкиот Фолк Фест, во Тето. Така, дали имаше видеозапис? Не, видеозапис нема, но се надевам Кога е дека ќе работена? има. Како? Со кого е работена? Мојот татко го пишуваше текстот. Текстот, така. Да, аранжманот е од Робертин Стефановски. Така. Ќе ја слушнеме и таа песна, но пред тоа јас сакам да ви се заблагодарам за вашето гостување во нашата емисија. Се надевам дека за скоро време ќе го реализирате видеозаписот и повторно ќе ви бидете гости. Како песна што се пее
Дела заедно сме посилни, токму затоа тие се здружија заедно Елена Јовчевска и оркестарот Маестрал со нов заеднички проект. Почитувани гледачи, гости во ИНТВ се добро познатите битолската група Маестрал и Елена Јовчевска. Добро ни дојдовте. Се најдовме. Така, ајде, поводот за вашето гостување е вашиот нов проект кој што го реализиравте неодамна. Најпрво ми е драго заедно што сме гости со моите колеги од оркестар Маестрал во ова прекрасна телевизија ИНТВ. Поводот е тоа што имаме заеднички проект. Имаме повторно заедничка турнеја во Австралија, која што ќе биде во март и април месец. Имаме прекрасни 10 концерти, како и минатата турнеја. Имаме 13 сега песни, и од кои едно Оро на гајда заедно со моите колеги. Гледачите ќе имаат можност ќе имаат можност да слушнат и да видат и се надевам дека ќе им се допадне целиот наш проект. Така, како дојде до соработка? Па јас пред да го даваме ова интервју баш тоа го кажав, првата свадба ми беше со група Маестрал и еве 6 години колку што сум на оваа естрада, јас имам прекрасна соработка, морам да признам. Прекрасни луѓе и кога станува збор за пред се прекрасни луѓе, па потоа прекрасни музичари, одлични музичари, соработката е безпрекорна. Ајде Маестрал да кажат колку е прекрасна Елена во поглед на соработката. Па да не се повторувам, значи Така. 6 години. 6 години. Да. Соработката е одлична, еве веќе втора турнеја за Австралија, неколку 3-4 дуети нешто така, мислам. До сега не чувал господин какви тие работи, така да ќе продолжиме, има нешто ново до година и така. Така. Покрај значи вашата заедничка соработка, значи на музички план проектот со кого го соработувавте во поглед на музика, текст, аранжман? Па ова е музика во живо, лайф мюзик што се вика. Така. Песните се препеани, авторски, меѓутоа се свирени во живо. Тон мајстор беше Никол Чекочанковски. Видеото ќе се сними тука во ИНТВ. Така да одлична екипа. Не ни е прв пат да соработуваме со истите, и прошлиот пат соработувавме со истата екипа, така да тимот е одличен и соработката ќе продолжи. Кажавте препеани песни. Дали тоа значи зачувување на некој начин на старата македонска музика и нормално пренесување на помладата генерација? Па видите, некако тоа во последните години е како тренд. Некои подзаборавени авторски песни, не мора да се народни песни, авторски песни кои се така да речеме подзаборавени од фестивали, од Валандов пред 10-15 години. Сега не само ние, тоа го прават сите скоро бендови и пеачи. Се преснимуваат во живо е свирката, песната се останува на авторите сите тие работи, меѓутоа ете така малце да се потсети публиката на некои подзаборавени песни, тоа е целта. Така, во пресред на новогодишните празници ве очекуваат турнеи, значи ајде нешто повеќе околу тоа. Значи јас за нова година ќе настапувам во Сиднеј, во Рокдел, во Линден, да ги поздравам нашите македонци кои што таму ме чекаат. Моите колеги да кажам дека ќе имаат турнеја Канада. И токму затоа го снимаме овој проект пред новогодишните празници, затоа што малку време ќе бидеме заедно, да, точно така, а додека март и април сме заедно, како што кажав, во Австралија, ќе имаме 10 концерти, значи низ цела Австралија. Еве еден голем поздрав до нашиот менаџер Владко Јовески, од Reception од Мелбурн. И мислам дека ја овој пат ќе имаме успешна турнеја, затоа што минатата турнеја се покажавме во едно најубаво, највесело светло. Им се допадна тоа на нашите македонци, па оваа година спремаме нешто малку поинтересно од минатиот пат и се надевам дека и овој пат ќе имаме одлична турнеја. Така, токму тоа сакав да прашам Елена, значи кој е репертоарот на песни кои што настапуваш надвор од нашата земја пред нашите во Австралија? За прв пат, значи овој пат, четврти пат поред, за прв пат ќе пееме, значи балкански вечери ќе имаме. И мене ми е драго што ќе имаме балкански вечери затоа што сепак младите слушаат се и затоа и со моите колеги ете за прв пат балкански вечери ќе имаме, не цела турнеја, меѓутоа ќе имаме мислам дека 5 или 6 концерти. И се надевам дека ќе им се допадне и ќе биде стварно она кој што јас го сакам и го сакам да го пеам. Така, покрај тоа ти го милуваш значи инструментот гајда, колку си барана поради тоа? Па сум барана, не можам да кажам дека не сум барана, затоа и направивме еден мал аранжман заедно со моите колеги од Маестрал. Направивме мало делче гајда, моите колеги ме пратат, мислам дека ќе им се допадне тука на само, значи во овој проект. Така.
Маестрал, кажавме, значи се подготвувате за настап за најлудата ноќ во Канада. Докаде течат подготовките? Кој се грижи за вашиот изглед? За нашиот изглед се грижат нашите сопруги. Поздрав до нив. Се грижиме самите. Сами се грижат, ама Самите денеска двајца се во црни чевли, ама јас ги оправдувам. Оти имаат црн Реме. Ради коланот, значи и чевлите така. Па добро, јас имам кафен. Да. Колан така да мораше кафен и чевли да ставам. Така, За следниот пат кога во исти чевли. така. Битно е во Канада да бидете. Битно е во Канада да бидеме како што треба. Да. Значи за прв пат оркестар Маестрал во Канада Така. за дочекот на оваа година и божикините празници. Сето тоа благодарение на македонска естрада и нашиот колега Трајче Ристочки, ен голем поздрав до него. Таму ќе бидеме со нашите колешки во Австралија сме со Елена Јошевска, а ваму сме со Татјана Стефановска и Джесика Палашовска. Така. Дали подготвувате некој посебен репертоар на песни за вашиот настап во најлудата ноќ во Канада? Па Или ќе оставите и ќе препуштите на она што публиката тамошна ќе го јас бара од викам вас? дека музиката се учи целиот живот, Така. така да ние музичарите не застануваме значи со одреден број на песни, секогаш има нешто ново, не мора да бидат нови песни, стари песни заборавени, така да при секоја турнеја претежно преку зимата имаме така простор да направиме некои проби тие работи, летом сме доста зафатени. Имаме и вамо ќе има Балканска вечер, сега популарно наречена, значи ќе има музика од и нашите соседи, македонска музика, ново компонирано, староградска, зависност како ќе сакат нашинците во И Канада. од возраста на публиката. Да, и од пред возраст се. се разбира. Така, јас ви благодарам многу за остварениот разговор, ви посакувам се најубаво во новата година, успешни настапи и повторно да се видиме кога ќе ни се вратите назад. Благодарим и ние. Благодарим. Што си ми сине денес весело, што си се толку напило, дали од мака сине мој, или од мерак за момент. Од мерак мајко, од мерак, заедно моме убаво, мерак си фрли мајко по неа, сона не ме фаќа за неа. Денес и мајко залюби, убаво моме македоначе, косите и се коприна, снагата како самовија. Од мерак мајко, од мерак, заедно моме убаво, мерак си фрли мајко по неа, сона не ме фаќа за неа. Очите сини ко филџани, устата медена шеќерана, за неа мајко се напив јас, од врела љубов по неа. Од мерак мајко, од мерак, заедно моме убаво, мерак си фрли мајко по неа, сона не ме фаќа за неа.
да сте ми до века. Што ми имаш мерак сине на неа, се мија сине за жена. Мерак си фрли сине на неа, се мија сине за жена. Знам дека успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај на оваа наша сцена. Доколку е тоа така, ве покануваме на повторна средба за 7 дена. Благодарност до бутикот Мис Сара, а голем поздрав до вас и секое добро. Повторна средба за 7 дена.